Течности и витаминска терапија препорачуваат лекарите за децата кои имаат настинка, грип па и ковид. Во првите денови тие не препорачуваат антибиотици додека не се докаже дали детето има некоја бактериска инфекција или додека не се јави кај својот матичен лекар. За терапијата во првите денови морам да кажам дека мора да има едно мирување, значи строго мирување, секој пат течности. Течностите е тоа што го рехидрира организмот и му дава повеќе можност да се бори. Витаминска терапија со витамин С, Д, цинк. За носето може да ставаме некои носни деконгестиви за да се отпуше носето и обавезно антипиретици, тоа се парацетамол или ибупрофен спрема килажата на детето. Овдека морам да нагласам дека во никој случај првите денови не сме да се зема антибиотик без да се консултира лекар и без да имаме докажана бактериска инфекција, бидејќи ако го земаме антибиотикот на недокажана бактериска инфекција, правиме двојна негативност кај децата. Прво, немаме што да лечиме, значи го даваме антибиотикот без потреба, а од друга страна го оптоваруваме организмот за да може тој антибиотик да се разложи и да се исфрли од организмот. Значи правиме двојна негативна реакција кај децата и обично при неадекватно даден антибиотик многу често се влошува клиничката слика. Уште нешто да нагласам на крај, во првите денови, особено во првите 5 дена, ако станува збор за инфлуенцата, короната и омикронот, во никој случај не треба да се дават кортикотерапија, тоест дексазоне, орбазоне и некои други случаи, што сепак нели зависи од клиничката слика и за кој што треба стрикно да одлучи лекар при добар преглед, клинички преглед на децата. Педиатрите апелираат родителите да не земаат лекови на своја рака за своите најмили, се додека лекарот не изврши добар клинички преглед, зашто точно станува збор, бидејќи како што велат тие, многу тешко е да се диференцира дали станува збор за настинка, грип или пак COVID-19.